Почитувани гледачи, време е за уште едно издание на Неделна хроника. Денеска се одбележува Денот на шегата. Традиционално на 1 април на плоштад Македонија се организира манифестацијата Априлијада Скопје се смее. Па така и денеска маскирани деца има можност да продефилираат под маски, а вечерните часови се резервирани за повозрастните, кои имаат можност да се забавуваат под маски. Тоа накратко информацијата за Априлијадата. А отворањето на клубот за млади во рамки на ресурсниот центар на СОС Детско село е темата за која зборуваме со нашиот соговорник Корнелија Ципушева-Спасовска од Детското село. Интервјуто на оваа тема ќе имате можност да го проследите откако ќе погледнеме прилози од дел од настаните кои одбележаа неделава што изминува. Нов модерен автобус Мерцедес почна да сообраќа на линијата број 5. Автобусот кој се очекува да има двојно помала потрошувачка од досегашните, пробно ќе сообраќа во наредните 2 месеца. Да погледнеме што беше истакнато на пресконференцијата на оваа тема. Од понеделник во следните 2 месеца на скопските улици на линијата со број 5 ќе сообраќа нов автобус на ЈСП. Автобусот марка Mercedes-Benz Citaro е со капацитет од 92 патника, од кои 26 се места за седење, а 66 за стоење. Предноста на овој автобус е неговата ниска потрошувачка како и високите еколошки стандарди. Како што истакна градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, овој автобус е направен согласно последните технолошки трендови, а ќе прави двојно помалку трошоци во споредба со постоечките автобуси. Се работи за енергетски ефикасен автобус, наменет исклучиво за јавен превоз со намалена потрошувачка на газ. Споредбено со потрошувачката на старите дизел автобуси, овој автобус троши речиси 50% помалку гориво, што дополнително ќе ги намали трошоците на јавното сообраќајно предпријатие. Најголема предност е тоа што емитува значително помалку CO2, што речиси воопшто и не го загадува воздухот. Директорот на продажба за комерцијални возила на МАК Автостар Михајло Зугравски нагласи дека новиот автобус се одликува со ниска буџавост, висока економска исплатливост и најважно од се, за користење на истиот не е потребно дополнително вложување во инфраструктурата. Сакаме да презентираме едно од можните решенија за решавање на градските метежи во градот, за намалување на загадувањето во градот, а исто така и зголемување на профитабилноста на јавното предпријатие и ЈСП и потенцијално на приватните превозници во град Скопје. Значи, како цел на таа од наша општествена одговорност сакаме да презентираме најновиот модел на автобус за градски услови Citaro, кој што е погонуван на компримиран природен газ и кој што се одликува со ниска потрошувачка на компримиран газ, што високи еколошки стандарди, односно загадува помалку од Евро 6 возилата, највисоки стандарди на екологија, ниска бучевост и екстремна исплатливост. Дополнителна бенефит за овој автобус е што не треба никакви дополнителни вложувања во инфраструктурата, односно градот Скопје веќе има 3 станици за компримиран газ, кои што може да се користат за ово возило, значи не треба никакво дополнително вложување за да може овој автобус да се користи на линиите. Директорот на ЈСП Скопје Кристијан Чушков истакна дека јавното предпријатие во соработка со градот интензивно работи на модернизација на јавниот превоз и како што рече, потребни се околу 50 нови автобуси за во потполност да се излезе на потребите на патниците за достоен автобуски сообраќај. Во соработка со градот Скопје, ЈСП веќе работи на модернизација на градскиот јавен превоз, зашто граѓаните заслужуваат јавен превоз кој ќе биде кој не загадува, што е енергетски ефикасен и што излегува во целост во пресред на нивните барања за модернизација на градскиот превоз. Автобусот пробно ќе се вози во период од 2 месеца, а истиот чини околу 220.000 евра. Денеска се одржа вицена женската трка која е во организација на Сојузот на спортови на Скопје, а под покровителство на град Скопје, како дел од промотивните трки на Визар Скопски маратон 2018. Оваа година учесничките трчаа по булеварот Илинден за прв пат, правејќи ја оваа трка улична. Деталите за организацијата на трката ги гледаме од пресконференцијата со која организаторите ја најавија оваа трка.
На 1 април со почеток во 9 часот и 30 минути ќе започне 6-тото издание на Авицена женска трка пред фонтаната Лотос на булевар Илинден. Женската трка е дел од промотивните трки за Визер Скопски маратон во организација на Сојуз на спортови на Скопје, а под покровителство на град Скопје. Кире Синадиновски, директорот на Визер Скопски маратон, рече дека повторно очекуваат пријавување на голем број надпреварувачи. Досега пријавени се околу 4000 учесници од 46 земји од светот. Синадиновски додаде дека оваа година дел од Визер Скопски маратон ќе биде славната британска атлетичарка Пола Редклиф. Пола доаѓа во Скопје, ја прифати нашата покана да биде промоторка и мислам дека тоа ќе значи многу за промоција на нашиот маратон, на Скопје и секако на Македонија. Околу другите активности кои што се случуваат за Визер Скопскиот маратон, кој што оваа година ќе се одржи на 6 мај по 14 пат. Стандардно веќе ги имаме оние 4 трки, маратонската, полумаратонската, штафетниот маратон и трката на 5 километри. Гордана Николовска од Сојузот на спортови на Скопје истакна дека Авицена женска трка има нова патека од 2 километри, прерасна во улична трка која ќе трча на булевар Илинден. Ова го посакувале со години и се заблагодари на сите што учествуваат во трката. Почитувани, дозволете ми да ја најавам 6-та поред Авицена женска трка, ќе се случи во недела на 1 април на булевар Илинден со почеток во 9 часот и 30 минути. Патеката во должина од 2 километри оваа година ќе истрчаат над 1600 жени кои што се пријавени во овој момент. Истакнувам дека пријавувањето е отворено уште денеска и се надевам дека бројот ќе достигне до 1700 жени, па повторно можеме да кажеме дека рекордот е срушен. Сакам да истакнам дека во 2013 година трката ја започнавме во градски парк со 238 учеснички и за 6 години бројот драстично се зголеми, а ние сме навистина среќни за тоа што сме придонеле да се развие масовното и рекреативно спортување во градот. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски упати апел за да се пријават што повеќе жени на женската трка, бидејќи, како што рече, жените спортисти во минатото, а и денес, биле и се учесници во големи спортски настани и со успех ја истакнувале Република Македонија на повеќе меѓународни надпревари. Еден од топ приоритетите на Агенцијата за млади и спорт е поголема вклученост, подржување и афирмација на женскиот спорт во Република Македонија. Па од тука ќе изразам и мојата благодарност до организаторите. Се надевам дека ќе бидеме одлични домакини и дека ќе на некој начин ќе репрезентираме Република Македонија во најдобро светло. Со овој настан не сме само промотори на трчањето, туку сме и промотори на спортот, но и генерално на Република Македонија. Инаку оваа година Визер Скопски маратон воведе новитет. Стартните пакети ќе бидат дигитални, а флаерите и другите материјали пријавените ќе ги добиваат на мејл. Оваа идеја за одржливост и намалување на користењето хартија совршено се вклопува во концептот на Визер Скопски маратон за зачувување на животната средина. Со 4,5 милиони динари ќе се раззеленува градскиот парк на површина од 6000 метри квадратни. Планирана е и обнова на урбаната опрема, како и на фонтаната Лотосов цвет. Градскиот парк наскоро ќе добие комплетно обновени тревни површини. По волните временски услови, екипите на јавното предпријатие Паркови и Зеленило ќе ги искористат за реконструкција на тревната површина на повеќе делови од паркот, започнувајќи од првиот дел од градскиот парк во близина на стадионот. На денешната промоција на оваа работна акција присуствуваше и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој истакна дека покрај промината на зеленилото планирано е и садење на повеќе од 200 украсни грмушки или стопадни садници. Покрај хортикултурното уредување на паркот, реконструирана ќе биде и фонтаната Лотосов цвет. Во моментов работиме на обновување на тревната површина во близина на езерцето, кај стадионот, каде што фаќаме површина од преку 4000 метри квадратни. По завршувањето на овој дел, продолжуваме се реконструкција на тревната површина спроти фонтаната Лотосов цвет на влезот во градскиот парк во површина од 1900 метри квадратни. Во овие два дела од градскиот парк тревата е со надмината физиолошка старост од повеќе од 40 години, поради што е неопходна реконструкција на овие тревни површини. Дополнително ќе биде поставена нова хидратантна мрежа во должина од 700 метри, при што ќе бидат заменети расипаните прскалки и ќе бидат поставени нови, онаму каде што недостасуваат.
На овој дел ќе бидат поставени и нови клупи и корпи за отпадоци, а предвидена и реконструкција на патеките. За реконструкција на двете парцели ќе бидат потрошени околу 4,5 милиони денари. А градскиот парк, разделенат или не, со нова трева и садници, се уште е на прво место за релаксација и прошетка на скопјани. Деца, млади и стари, сите уживаат во градскиот парк на пролетното сонце. Единствено им пречи лошата хигиена, како и големиот број на кучиња во придружба на несовесни сопственици. Прашање, дали често доаѓате во градски парк? Да. Ви се допаѓа, што најмногу ви се допаѓа, што ви пречи? Па искрено вака овие градби малце ми пречат, иначе окей, супер е зеленилото и сите тие работи. Не знам, дечиња, миленичиња и се тоа. Се гледаш како градот заживува, да речеме. Дали ви се допаѓа или дали има нешто што ви пречи, па и ве можеби некој апел до градските власти, дали нешто би промениле? Малку повеќе хигиена и да биде почисто. Кажете дали често доаѓате во градски парк? Да. Што најмногу ви се допаѓа и дали има нешто што ви пречи? Не, па све ми се допаѓа, мислам убава сенка е, има за деца за играње места. Така што се мисли до хигиената, дали е во ред? Па не, во ред, мислам добро кучиња што прават измет малце, треба да се внимава. Сега некој чисти, некој не, сега тоа е. Често го посетувате парк? Па Секој ден. секој ден. А имате лулашки, лизгалки? Да, оние позади нашата зграда Не, има. во паркот имате, баба, тука и љулешки имате? Имаме ние пуна. Браво! Само што ви смета во паркот? Па, Што возрастните ги носат кучињата и секаде вршат измет и не си го тоа не сортираат. ни смета, тоа е сладко. Да. Ај оди кај дедото ти кој го зборува. Нешто да ве прашаме, а дали често доаѓате во парк? Па да, кога има време, доаѓаме. Вака ви се допаѓа ли како изгледа, како е уреден, дали треба нешто да се промени? Па убаво е, ама уште треба, да. Што, например, вака некој предлог, дали детски реквизити или нешто друго? И реквизити, требава нешто да се поднови, гледам веќе и почист, стара, почист и да биде, почист. да. Да го чистат постојано, не да. сега само го зачисти. И кучиња многу има. Кучињата да ги запрат тука. Да нема кучиња да кажете. Неколку дена веќе функционира ново отворениот културен центар во Автокоманда, кој се изгради на местото на стариот дом на култура. Што се содржи овој културен центар, гледаме од прилогот снимен на денот на отворањето. Старите и дотраени бараки на Домот за култура во населбата Автокоманда, каде се одржуваа културните настани, сега прераснаа во еден голем и модерен културен центар кој е наменет за разни културни случувања. Токму на Светскиот ден на театарот беше отворен културниот центар кој е изграден со јавно-приватно партнерство со музичката продукција Феймс, а инвестицијата изнесува околу 1,5 милиони евра. Културниот центар е поделен на две целини. Во едниот дел е сместено најсовременото музичко студио за филмска музика Феймс, а во другиот дел е сместена библиотеката, која е со ново внатрешно уредување, мултимедијалната сала. Овој објект сега располага и со повеќе наменска сала за културни деловни настани со капацитет од 150 луѓе. Уредени се помошните простории, а целосно е уреден и просторот пред домот. На свеченото отворање, градоначалникот на општина Газибаба, Борис Георгиевски, пред присутните истакна дека со изградбата на овој културен центар започна децентрализацијата во културата. Со овој проект започнува децентрализацијата во Република Македонија на културата. Општина Газибаба е прва општина која ја реализира децентрализацијата во делот на културата. И со тоа ќе бидеме пример за другите општини. Сакам тука пред вас да најавам дека преку оваа форма на соработка, како за овој дом на култура, во план е да ги уредиме и останатите два други дома на култура во општината. Министерот за култура Роберт Алѓозовски истакна дека задоволството е големо да се присуствува на едно вакво ново место за афирмација, развој и ширење на културата. Свесни сме дека понудата на содржини од културата и уметноста во овој дел од градот години наназад не задоволува, што е недопустливо за нашиот главен град. Затоа Домот на културата Димитар Влахов, кој го отвараме вечерва, заедно со музичкото студио на веќе светски афирмираниот оркестар Феймс, за нас е од големо значење. Оваа инвестиција ќе биде придобивка за жителите на општина Газибаба. Ве уверувам
дека со поддршка и од владата и од Министерството за култура, овој дом ќе заживее со богатство од содржини што ќе бидат атрактивни за сите возрасти и граѓани. А убеден сум дека со своите програмски и едукативни содржини ќе има и суштинско влијание во развојот на помладата генерација скопјани од овој дел на градот. Лорен Копиц од компанијата Феймс рече дека веќе 10 години откако тој и неговиот партнер, двајцата французи од Париз, живеат и се прифатени во Македонија. Благодарение на музичарите и извонредниот технички тим, успеале да работат на повеќе од 1000 проекти за снимање на музика во сите земји во светот. Afin de poursuivre le développement du projet et grâce à une collaboration. Со цел да продолжиме со развојот и растот на проектот, а пред се благодарение многу на успешната соработка со општината Газибаба, ја остваривме замислата за еден амбициозен проект во кој културата и креативноста ќе бидат поставени во центарот на културните збиднувања. Овој објект изграден само за една година, содржи студио за снимање, чија намена е снимање на симфониски оркестар. Исто така овој објект содржи театар, библиотека, канцелариски простор за иновативни компании, стартап компании и во еднина кафетерија. Се надеваме дека овој објект ќе заживее на начинот на кој е замислен уште од самиот негов почеток, а тоа значи отворен за културата и светот. Амбасадорот на Франција во Македонија Кристијан Тимоние истакна дека е среќен што 10-годишното присуство на тимот на оркестарот на Феймс, а преку нив и на Франција во Македонија, вроди со ваква прекрасна градба во која тие ќе продолжат да создаваат филмска музика. Синоќа на големата сцена на Македонскиот народен театар се одржа премиерната изведба на новата представа Без галама во режија на Тони Михајловски. Поголемите успеси на представата Брачна игра за Михајловски ова е второ режисерско остварување во матичната куќа. За каква представа станува збор, гледаме од прилогот кој следува. На големата сцена на Македонскиот народен театар в сабота премиерно ќе биде изведена новата представа Без галама од Майкл Фрейн во колективна адаптација, а во режија на Тони Михајловски. Ова е второ режисерско дело на Тони, поголемите успеси на неговата прва режисерска улога во Брачна игра, исто така во Македонскиот народен театар. Станува збор за представа во представа, во која се зборува за тоа што се случува на сцената, она што публиката може да го види, но благодарејќи на ротирачката сценографија, действието на представата се случува и зад сцената. Па така публиката ќе има можност да види што се случува зад сцената, што прават актерите од представата кога не се на сцена. Весна Петрушевска, која е дел од исклучителната актерска екипа, рече дека тримесечната работа на представата на крајот дала одлични резултати и со одличните представи се трудат да не згасне љубовта кон театарот. Ние го адаптиравме текстот, се обидовме да го поставиме курентно тука и сега. И игра исклучителна актерска екипа. Она што ние се обидуваме да го направиме е таа наша љубов кон театарот да не згасне никогаш. Тие наши иновативни идеи кои што сакаме да ги соопштиме на публиката и да им кажеме дека театарот се уште живее на еден сосема поинаков начин или на еден ајде да кажем така да го приближиме повеќе кон нашата публика, оти ние живееме за таа публика. Секако не живееме само за премиера и реприза. Колку повеќе изведби има таа представа, толку повеќе ние сме живи. Представата Без галама е прецизна комедија на ситуации. Комичниот текст на Майкл Фрейн е еден од најдобрите и наиграните текстови во светската драматургија, а кој за прв пат се поставува во Македонскиот народен театар. Одличната актерска екипа ја сочинуваат Весна Петрушевска, Игор Джамбазов, Камка Тоциновски, Нино Леви, Арна Шијак, Александар Михајловски, Емилија Мицевска, Александар Георгиевски и Стефан Спасов. А на сцената ќе се појави и Тони Михајловски. Сценограф е Татјана Христовска, а костемографијата е на Ивана Кнез и Синьори. Представата по премиерата в сабота ќе може да се погледне и на 1 април и 14 април, а ќе биде и почесто на репертоарот со оглед на тоа што станува збор за комедија на ситуации, нешто што го бара публиката. Лицата до 18 години чии родители се приматели на социјална помош ќе бидат ослободени од плаќање партиципација, односно ќе може бесплатно да се лекуваат. Оваа одлука беше промовирана во невладината организација ЛИЛ за заштита на правата на жените и децата во општина Ѓорче Петров.
Одлуката за ослободување од партиципација при користење здравствени услуги на лица до 18 години возраст, чии семејства се корисници на правото на социјална парична помош, која вчера беше усвоена на владина седница, денеска беше промовирана во просториите на невладината организација за заштита на правата на жените и децата роми ЛИЛ, која 12 години постои во општина Ѓорче Петров. Станува збор за програма во која ќе бидат опфатени 20.000 лица и се одвоени 20 милиони денари. Министрите за здравство и труд и социјална политика Венко Филипче и Мила Царовска очекуваат оваа мерка за бесплатно лекување на овие лица, која представува значителна поддршка за семејствата, да допринесе за зголемување на квалитетот на животот. Со ова очекуваме да се зголеми достапноста на здравствените услуги и сериозно да се поштеди оваа вулнерабилна група од дополнителни финансиски трошоци при остварувањето на правото за здравствена заштита. Со други зборови, овие млади луѓе бесплатно ќе се лекуваат во сите здравствени установи за специјалистичко-консултативни и болнички дејности. Со овој чекор ние даваме можност да децата добијат еден од нивните социјални ризици биде отстранет, а тоа е бесплатна здравствена заштита и да не семејствата се мислат дали детето треба да го однесат во болница или на лекар, мислејќи прво на парите, а не на здравието. И секако дека со намалувањето на трошоците се зголемува и квалитетот или остануваат повеќе средства за останатото живење. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски ја истакна благодарноста што токму од оваа општина се промовира оваа мерка, како иницијатива на невладината организација ЛИЛ, која работи и делува на територија на општина Ѓорче Петров. И ја поздрави иницијативата со која, како што рече, ќе се реши еден сегмент од социјалната заштита. Секојдневно се соочуваме со овој проблем кој што го имаат граѓаните кои што примаат социјална помош, а истите се невработени, а нивните деца немаат здравствена заштита. Така да од се срце поздравуваме иницијатива и со ова мерка преку обезбедување на бесплатна здравствена заштита се решава еден сегмент од социјалната заштита во нашата држава. Сарита Јашарова од невладината организација за заштита на правата на жените и децата ЛИЛ, чија главна целна група се маргинализираните лица од ромската популација и активностите на Сдруженијето се насочени кон остварување на целите за уживање на основните права и интереси на овие лица, се надева на квалитетни здравствени услуги. Се надевам дека оваа мерка ќе допринесе за квалитетни здравствени услуги, за давање на квалитетни здравствени услуги, дека на младите ќе им обезбедиме квалитет во здравието и дека нивните родители понатаму нема да се колебаат дали да ги однесат на лекар, дали има средства за да ги ја платат партиципацијата, туку ќе добијат континуиран грижа за нивно здравје, за нивните деца. Уште една поволност за младите беше промовирана неделава. Станува збор за клуб за млади кој се отвори во рамки на ресурсниот центар на СОС Детско село во општина Газибаба. Токму на оваа тема е и разговорот со Корнелија Ципушева-Спасовска, менаџер на проектот за социјална инклузија и економско заекнување на млади. Но пред разговорот да го погледнеме и прилогот од отворањето на клубот за млади. Од млади за млади е принципот по кој ќе функционира клубот за млади кој денеска свечено беше отворен од СОС Детско село. Клубот за млади е во склоп на ресурсниот центар и ќе биде наменет за меѓусебна поддршка за вработување и кариера, како катче водено од волонтери од општина Газибаба. Според организаторите, целта е со овој клуб да се поттикне младинското волонтерство, граѓанското учество, како и само иницијативноста на младите невработени лица. Како што информираше Зорица Серафимовска-Арсовска, председателката на управниот одбор, веќе 3 децении како општество се соочуваме со голем проблем, а тоа е невработеноста. Многу млади од овој дел од општината се со низок степен на образование и имаат недостаток од информации. Започнувањето со работа на уште еден дел од ресурсниот центар, клубот за млади, ќе овозможи подобрување на информираноста на младите и ќе овозможи споделување на многу успешни приказни. Во клубот на млади, младите невработени лица од општина Газибаба ќе добијат можност и ќе бидат поттикнати активно да се вклучат, со што ќе се зголеми свесноста на младите, ќе се промовираат успешни приказни, ќе се споделуваат информации и знаења помеѓу врсниците, ќе се мотивираат и ќе се зголеми нивната самодоверба. Младите со учество во младинскиот клуб ќе ги откријат своите афинитети, ќе се вмрежат, ќе остварат нови врски и ќе откријат нови можности за учење и за делување.
Во овој клуб се добредојдени сите млади невработени лица од оваа општина. Работата на клубот ќе ја водат волонтери, чија задача ќе биде да го промовираат истиот, да вршат прием на нови корисници, нивно упатување и ориентација. Клубот на млади ќе функционира на принцип од млади за млади, тоа самите млади луѓе од општина Газибаба ќе ја обликуваат работата на клубот и врз основа на нивни предлози и потреби ќе се формираат и активностите. На отворањето на клубот за млади присуствуваше и градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, кој истакна дека во изминатиот период покрај СОС Детско село и ресурсниот центар, општина Газибаба беше препознатлива по тоа што води доволна грижа за сето она што представува социјален ризик, менаџирање на тој ризик, помошта и она што не прави општествено одговорни, со цел да се надмине ризикот и да им помогнеме на сите категории. Градоначалникот најави дека во идниот период покрај ресурсниот центар ќе биде отворен и регионален центар во кој ќе биде вклучена и бизнис заедницата, каде што во нивните развојни програми од 2018 до 2022 година проектираат неопходни кадри кои ќе им бидат потребни за нивното делување. И ресурсниот центар со своите волонтери овде, и регионалниот центар кој што ќе биде исто така од волонтери. Не само да чекаме дека и голема благодарност до германската фондација која што во изминатите 2 години максимално го поддржува ресурсниот центар, ќе треба да биде тука вклучена и општината и централната власт заедно да помогнеме, реков претходно и бизнис центарот, да ги оквалификуваме овие млади луѓе со една единствена цел, да останат во Македонија, да ги вклучиме во непосредното производство, зависи од своите вештини и капацитетите кои што располагаат, да згрижиме и од социјално категориите кои што досега таа можност ја немале за доедукација и оспособување, а истовремено им обезбедиме на нив достоен живот, скромна плата која што ќе заслужуваат со својата честност и да можеме да направиме еден добар погодок. СОС Детско село во партнерство со општина Газибаба годините наназад посветено работи на унапредување на состојбата на децата и младите во социјален ризик. Во денешното интервју ќе зборуваме за новоотворениот клуб за млади при ресурсниот центар на СОС Детско село Македонија. На оваа тема ќе зборуваме со господја Корнелија Ципушева-Спасовска, менаџер на проектот за социјална инклузија и економско заекнување на младите во СОС Детско село Македонија. Добро дојдовте. Добро ве најдов и ви благодарам што ме поканивте и што ни овозможувате да покажеме она што го работиме и што сакаме да го промовираме пред пошироката јавност. Така. Корнелија, пред да почнеме да зборуваме за клубот за млади, јас би сакала малку повеќе да ни кажете нешто за ресурсниот центар, што представува тој и која е целта на неговото постоење. Ресурсниот центар на СОС Детско село Македонија се отвори во 2016 година со цел да им пружи на младите можности и услуги кои ќе ги донесат побрзо до пазарот на труд и до нивна интеграција на пазарот на труд и да им овозможи самовработување доколку се заинтересирани да отворат собствен бизнис. Во рамките на ресурсниот центар функционираат низа на сервиси кои овозможуваат еден млад човек или млад родител да го најде своето место на пазарот на труд и да се овозможи нивна социоекономска оддржливост и да ги зајакнеме со еден збор и како личности и како професионалци. Како сте задоволни од досегашната работа на ресурсниот центар од неговото отворање па до денес? Ресурсниот центар го отворивме во општина Газибаба со огромна поддршка од самата општина, бидејќи ова место каде што отворен ресурсниот центар е еден дел од градинката 25 мај во општина Газибаба. Објектот е целосно реконструиран, обновен за да може да служи на нашата цел. Кога го отворивме и кога почнавме да работиме од тука, заедницата си уште не имаше препознаено и не знаеше зошто сме ние тука, која е нашата цел и што можат тие да добијат од нас. Во почетоците имавме доста интензивни промоции, имавме инфосредби со млади невработени лица. Тука многу ни помогна Агенцијата за вработување, поточно Центарот за вработување на град Скопје, бидејќи ни овозможуваа средби со невработени лица на кои ние искажувавме што може да се добие во ресурсниот центар. Постепено
младите почнаа да доаѓаат тука, потоа благодарение на успесите што ги постигнавме во работењето со млади, почна да се шири добар глас за нас, така што сега верувам дека заедницата веќе не препознава, бидејќи се повеќе се зголемува бројот на младите луѓе што самостојно преку препорака на некој нивен близок што бил задоволен од нашите услуги и бил една наша успешна приказна, сега доаѓаат све повеќе луѓе што се препорачани од некого, така да очекуваме таа тенденција во иднина се повеќе да се шири и да расте. Така. Новоотворениот клуб за млади, како што споменавме, ќе функционира во рамки на ресурсниот центар. Која е целта на овој клуб? Кога започнавме со работа во ресурсниот центар, иако неговата површина е значителна, сепак заради различните активности што тука се одвиваат, сметавме дека имаме недостаток од едно катче што ќе го водат волонтери и што ќе има малку поинаква содржина од тие сервиси што ги пружаме во ресурсниот центар. Имавме можност да го надоградиме малку просторот, да се прошириме и да го добиеме сега овој прекрасен изглед на овој простор тука, каде што би сакале клубот за млади да функционира и да биде воден од волонтери. Неговата функција е да го промовира граѓанското учество и волонтеризмот и да им пружа низа услуги на младите што ќе бидат насочени кон развој на нивната кариера, да служи како еден инфоцентар каде што младите ќе може да се информираат на кој начин да стигнат на пазарот на трудот. Меѓутоа уште повеќе планираме тука да имаме многу повеќе можности, тие и неформално да се собираат. Значи нашата цел е да го направиме едно место каде што младите луѓе ќе знаат дека на располагање ќе имаат доколку им е потребен совет од психолог или разговор со нивни врсници, да споделуваат искуства помеѓу себе, да учат едни од други. Ќе имаме исто така можност за бесплатно работење на компјутер, интернет да се користи исто така бесплатно, доколку некој сака да аплицира за некој работно место што ние можеме да му го понудиме, дека во тој момент компаниите бараат определен број работници некаде. Со наша помош и со помошта на волонтерите тука може да си напишат пример апликација за работа на наши компјутери. Едноставно да го сеќаат ова како дел од заедницата каде што можат да дојдат и да задоволат бројни потреби нивни. Кој се може да го посетува клубот и да биде дел од него? Клубот првенствено е наменет за жители на општина Газибаба, млади невработени лица или млади родители, бидејќи во рамките на проектот за социјална инклузија и економско зајакнување на млади, со чии средства е финансиран овој дел, целта е да се зајакнат младите луѓе од општина Газибаба. Меѓутоа, ние сепак сме отворени и пошироко спрема градот Скопје, бидејќи имаме пример кога невработени лица и од другите делови на градот едноставно имале потреба од наша помош, доаѓале тука да не побараат и ние никого не сме вратиле назад. Очекуваме слободно да доаѓаат младите луѓе тука во тек на нашето редовно работно време, меѓутоа планираме со помошта на волонтерите да работиме преку викенд, да имаме и навечер различни средби тука, особено сакаме да имаме групи за поддршка каде што под водство на психологот и други лица ќе може младите помеѓу себе да се отвараат и да се засегаат секој месец различни теми, а што се од нивен интерес. Особено клучно е да се зголеми нивната самодоверба, тие да се мотивираат, слушајќи едни од други како некои надминале некои состојби во кои западнале, можеби на безнадежност поради состојбата и невроботицата, како да се потикнат меѓу себе. И сметаме дека можноста тука да дојдат и да споделуваат искуства и да слушнат како некој успеал да надмине некакви состојби, навистина ќе им биде од корист и дека постепено, можеби не веднаш, можеби не овој месец нема да видиме дека клубот проработил идеално така ние како што го замислуваме, меѓутоа очекуваме дека постепено ќе успееме да ги привлечеме младите да стекнат навика да доаѓаат тука и тие самите да предлагаат кои содржини ова место би требало да ги има. Значи иницијативата и потребите очекуваме да потекнат од нив. Клубот ќе функционира по принцип од млади за млади. Што точно значи тоа? Да, сметавме дека тоа е еден добар пристап кој ние сакаме да го промовираме. Веќе започнавме да го иницираме тој пристап. Ќе дадам еден пример што сакам да го истакнам. Кога требаше да се опремува овој простор, да се обмисли како тој треба да изгледа, ние решивме да им се обратиме на студентите на факултетот за внатрешен дизајн во Скопје, кој се исто така лоциран факултетот во општина Газибаба. Со дозвола од деканот, ние преку професорите пристапивме до група студенти кои сака дел од своето слободно време да го инвестираат и да направат нешто за младите врсници од општината. Така што начинот како е уреден денеска младинскиот клуб е нивна креација.
Они направија проект за внатрешен дизајн, што потоа ние го искористивме за да можеме да побараме други донатори кои би придонесли со тоа што ќе ни овозможи да се изработи тој мебел. Така што целиот концепт тука започна така од Млади за млади, очекуваме дека и понатаму ќе продолжи. Млади волонтери ќе го водат овој простор и младите што веќе биле дел од нашиот проект, што веќе постигнале успех, очекуваме да вратат нешто назад кон заедницата, со тоа што сега тие самите ќе им дадат нешто од своето искуство, од своите вештини на другите млади луѓе. Вчера после отварањето имавме тука средба со наши корисници кои сите кажаа по нешто дека знаат да го направат и дека би сакале да го споделат со други врсници. Имаме корисник кој понуди да држи обуки за оние што се заинтересирани да научат фотографија или снимање. Исто така се даде предлог да се води тука конверзација на англиски јазик како практикување на англискиот јазик, значи не да се учи граматика, туку да имаме неформални средби 1 час неделно, да се зборува на англиски секој што сака да вежба, да дојде да ни се придружи. Потоа би сакале да имаме мотивацијски предавања за јавно говорење, за презентацијски вештини, за подобрување на тој тип на вештини. И сите млади што имаат некаква вештина, ќе бидат дел од тоа. Така. Кои ќе бидат придобивките од функционирањето на овој клуб? Очекуваме големи придобивки за заедницата, очекуваме ова да стане место каде што младите луѓе ќе имаат навика веќе поинаку да размислуваат, значи да се отргнат од таа пасивна улога која имаат во општеството и да почнат проактивно да се однесуваат. Како што реков во почетокот, сакаме да го поттикнеме граѓанското учество и волонтеризмот, значи да го смениме начинот на размислување, ставовите и однесувањата кај младите луѓе. Очекуваме дека таа проактивност ќе им помогне на нив со тоа што ќе можат да најдат вработување, да се истакнат како индивидуи, да го реализираат својот потенцијал, да се креира една енергија која ќе ги води понатаму во животот, да напредуваат. Кои се програмите по кои што ќе работи клубот? Имаме веќе направено еден проект со кој аплициравме во општина Газибаба, каде што го имавме веќе обмислено функционирањето на клубот, благодарение на што добивме мал грант од општината за уредување, средства за уредување на клубот, за да се набават платното за проектирање, лаптопи, што спомнав дека ќе бидат на располагање на младите луѓе. Така да веќе ние контурите на работењето ги имаме, меѓутоа пак ќе кажам дека тие се флексибилни, бидејќи не сакаме да наметнеме нешто што ние сметаме дека им е потребно на младите, туку би сакале тие и самите да учествуваат во креирање на тоа што ќе се случува овде. На кој начин може да се пријават оние кои што се заинтересирани за да дојдат тука во клубот за млади? Заинтересираните може да се пријават на повеќе начини. Може да се пријават преку нашата Facebook страница, тоа е страницата на проектот за социјална инклузија и економско зајакнување на млади. Може да дојдат тука директно. Тука се млади волонтери кои работат во клубот и кои ќе ги примат, ќе им објаснат што ние нудиме и како може да се користи овој клуб. Може да не побараат на телефон. Нашиот број е исто така достапен, на веб страната е напишан и на Facebook страната. Така што секако секој што е заинтересиран е тука добре дојде. Ние искрено ве кажувам, се радуваме на секој што ќе дојде. И за крај кажете ни кои се вашите очекувања од работата на овој клуб за млади? Нашите очекувања се ова да живее во вистинска смисла на зборот, да биде редовно посетувано од младите, да има активности. Ние го направивме, му дадовме некаков облик, му дадовме некаков лик. Вчера на отварањето имавме многу посетители кои дојдоа, наши соработници, наши корисници со кои соработуваме редовно и кои ги користат нашите услуги, наши партнери. Се креираше една позитивна енергија што ние очекуваме дека ќе продолжи понатаму, дека ова ќе биде едно место каде што младите навистина ќе го третираат како сопствено катче и ќе сакаат да доаѓаат тука, значи да не имаме ние за задача да ги привлекуваме, да ги мотивираме да дојдат, туку навистина од нивна страна повеќе да се поттикне тоа, да го промовираат самите и да доаѓаат да го користат. Господја Корнелија, јас ви благодарам за вашето одвоено време и што ни пруžите можност да ни ја кажете причината и за постоењето на овој клуб за млади и како тој ќе функционира, а ние преку овој разговор да им пренесеме повеќе информации на оние млади лица кои што имаат потреба од ваков клуб. Јас исто така ви благодарам и уште еднаш ќе искористам можноста што ни ја дадовте да не промовирате и да ги поканам сите млади невработени луѓе од општина Газибаба и пошироко да дојдат во нашиот клуб и секако сите оние млади што имаат желба да бидат волонтери или што сметаат дека имаат нешто да дадат од млади за млади,
да дојдат и да видат на каков начин може да бидат вклучени во работењето на клубот за млади. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и поздрав. Со овој разговор го завршуваме ова издание на Неделна хроника. Јас ви благодарам на вниманието, а вие останете понатаму на програмата на Прва Скопска. Пријатно!